Благодарам, господине Джафери. Колега Тунтев, денеска разговараме за предлог за пристапување на измена на Уставот на Република Македонија врз основа на спогодба, а не договор, во чие изготвување не бевме ниту консултирани, ниту вклучени. Се донесе закон за ратификација на спогодбата помеѓу Република Македонија и, која што беше кажана како втората страна, и Република Грција, закон кој што не беше потпишан од председателот Ѓорѓе Иванов и закон кој што не е излезен во службен весник, врз основа на кој повторно, без почитување на опозицијата и без консултација за процесот, сами донесовте одлука за организирање на консултативен референдум, за кој што исто така имаме забелешки, како за прашањето, така и за формата. За ова дискутирав и на самата седница кога се донесуваше таа одлука. И по организирањето на референдумот, откако ви беа познати резултатите од истиот, продолживте со силување на демократијата во Република Македонија. Резултатите од Државната изборна комисија, кои беа објавени, замислете, Државна изборна комисија, во која власта има мнозинство, ја објави својата одлука, која правно и формално не можеше да биде донесена во друг начин, и вие продолжувате со фиктивен процес. Државна изборна комисија, која што сите ние заедно ја избравме пред не повеќе од неколку месеци, која што донесе одлука дека согласно конечните резултати од гласањето на референдумот 2018, одлуката не е усвоена, бидејќи не гласале повеќе од половината од вкупниот број граѓани запишани во избирачкиот список. Вие продолжувате понатаму. Заборавате дека целиот суверенитет се наоѓа кај народот и тој е врховен суверен кој одлучува за важни прашања во општеството. Во секој устав постои квалификувано мнозинство за да не можат да се прават овие работи. Сега вие, господине Тунтев, не повикувате на ЕУ и НАТО и повторно ја правите истата грешка. Повторно не сакате да го споменете фамозниот договор, односно каменот на сопнување, односно договорот со нашиот јужен сосед. Господине Тунтев, прекинете да ги повикувате пратениците на ВМРО, ДПМН и коалицијата. Вие не сакавте ние да се вклучиме во дебата и дискусија. Да ве подсетам, спогодбата ја ставивте на Комисија за европски, а не за надворешни за да дебатираме. Одлуката за организирање на референдум ја добивме 10 минути пред почнувањето на седницата. И господине Тунтев, зошто мислењето, само да ја завршам мислата, зошто мислењето на 1.200.000 граѓани за вас не е мериторно? Јас сум во тие 1,2 милиони граѓани. Јас не сакам да гласам за лошиот договор, а сум за ЕУ и НАТО. Јас ќе продолжам да ги почитувам граѓаните и ќе гласам согласно нивната одлука, а тоа е против промена на Уставот за промена на уставното име. Благодарам.